Па на иницијатива на Советот на Источнопланскиот регион, владата преку Министерството за животна средина и просторно планирање влезе во проектот за заштита на Осоговските планини, прогласување на Осоговските планини како заштитено подрачје. Тоа е дел од програмата на владата, финансиран целиот проект од страна на Швајцарската конфедерација и во овој момент дебатираме за некои критични точки кои што може би го нарушиле економскиот развој. Тука зборуваме за една комплементарност помеѓу економските потреби, социјалните потреби, но од друга страна заштитата на животната средина. Ние сме свесни за одредени подрачја кои што имаат своја историја во делот на рударството, но светот оди во еден друг правец. Се повеќе може да се заработува од екосистемските услуги. Да подсетам дека во рамки на проектот за заштита на природата од страна на Швајцарската конфедерација и започна Ханиленд, филмот се направи, има брендирано производи и верувајте, сакам да ја уверам јавноста дека кога станува збор за едно заштитено подрачје од петта категорија, кој што нема да го спречи развојот, туку напротив ќе донесе повеќе услуги за граѓаните од овој регион, да можат да брендираат производи, да може да бидеме поатрактивни за туристите и да доаѓаат повеќе средства, со тоа локалното население да има дополнителен бенефит. Тоа е идејата на заштитените подрачја и на новиот концепт на екосистемски услуги што и ние како влада го промовираме. Како да најдеме дополнителен начин, односно од природата да може да се живее и да се заработува. И последно прашање, дали може да се очекува во 2020 овие заштитени подрачја Ченгино, Кали, Осоковски планини да се заврши тој процес? Па ние мислам дека брзо ќе одиме со информација до влада, ние ќе се обидеме тоа да го направиме до крајот на оваа година, да почне информација, да помине информацијата, таа информација ќе биде потоа на јавна расправа, дадена на граѓаните и верувам дека во 2020 година ќе имаме позитивен резултат.